магазин ќе зборуваме на една доста сериозна тема. Тоа е тема која што е доста присутна по медиумите, но сепак за жал тема на која ретко кога размислуваме, а тоа е безбедноста во сообраќајот. Нашите денешни соговорници на оваа тема се Наде Молеровиќ, која што е директорка на Основното училиште Гоце Делчев, и Трајче Георгиев, поточно да бидам коректна, тоа е доктор Трајче Георгиев, кој што ни е главен инспектор во секторот за сообраќајни работи при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Добар ден, почитувани гости, добро дојдовте во Семен магазин. Интересна комбинација, подоцна ќе објасниме зошто токму во оваа комбинација една директорка на училиште и еден инспектор, со цел сте да промовираме и една кампања, но не би го започнала толку сериозно разговорот, за да не се чувствуваат луѓето од една страна дека се во училница или уште пострашно дека се во полициска станица. Ќе започнам вака со едно мое лаичко размислување. Една мисла што одавна ме копка, на која што не можам да најдам одговор, а тоа е. Луѓето, кога е во прашање сообраќајот, имаат страв само од возење во авион. Негде дури до фобија, до паничен страв е тоа. Никој не се плаши кој ќе влезе во автомобил. Дали можеби, кога би влегувале со страв во автомобил, би имало помалку незгоди? Прашањето е до? Обајцата. До обајцата? Да. Па јас познавам жени кои што се плашат да влезат во автомобил. Од кои причини не знам. А може би затоа жените се повнимателни возачи? Сигурно и држи тоа, дека се плашат и дека би требало да се... Ја би искористила друг термин, не дека се... него треба да бидат повеќе предпазливи, дека нивното седнување зад волан, од нивното возење и седнување зад волан, зависи дали ќе загрозиме нечија безбедност. Така да, јас сметам дека и како треба да влегуваме со предпазливост и да размислуваме на другите околу нас, бидејќи не сме сами во сообраќајот, ниту па на светот. За автомобилот дека може и потенцијален убиец, така? Па и е. Во погрешни раце. Да, точно така. За жал. Бидејќи, нели, стравот лозето го чува, во овој случај стравот буквално и животот би го чувал, можеби не е лошо да започнеме да малку да ги уплашиме гледачите со црните статистики. Докторе, вие сте во таа бранша, предпоставувам дека наизуст ги знаете статистиките, иако ги исчепкав јас на интернет. Па добро, прво да почнеме со стравот. Ја него ќе представам преку храброста. Да кажеме, храбар човек е тој што го контролира стравот. А стравот и ќе биде исклучен доколку имаме повеќе знаење и осознаеме ситуацијата и доколку секако сознањето паралела и искуството. Тргнав од општото кон посебното во конкретниот случај. Со патниот сообраќај, воздушниот сообраќај е посебна тема, тука блиско сме и точно е така. Има. Иако статистички најмалку луѓе се жртви во авионските несреќи. Постојат статистики на светски организации кои пресметаат прилично точно дека во авионски несреќи на годишно ниво помалку луѓе загинуваат него во на патиштата во патниот сообраќај. Да се вратиме на ова. Значи, стравот ќе го исклучиме, конкретно еве за учесниците во сообраќајот, во патниот сообраќај, доколку истите се пред тоа наоружени со знаење од областа на сообраќајот. Со знаењето паралелно треба да идат и вештините. Векторот го насочувам кон возачите на моторни возила. Тука следува пред да стане возач или да се стекне со право за управување со моторно возило, треба да помине и одредена фаза на едукација. Постојат посебни институции за таа работа, кои се овластени на Министерството за внатрешни работи, тоа се автошколите. Тие работат согласно на утврдена, опширна, напредна програма, можем да кажеме, во последно време презентираат и спроведуваат квалитетна обука, ги оспособуваат идните возачи, кандидатите за возачи, за безбедно учество во сообраќајот. За да тоа се потврди и докаже дека се добро оспособени, следува возачки испит, и таму соодветни лица, стручни комисии го баждарат стекнатото знаење и вештини и дури тогаш ние Министерството даваме, условно ќе речем, сертификат или таа толку посакувана возачка дозвола, која на некој начин треба да гарантира дека ова лице граѓанин е веќе оспособен и добар и безбеден учесник во сообраќајот и тука треба да го исклучиме стравот како појава. Стравот секако треба да постои кај сите учесници во сообраќајот, али да биде у варијанти или во форма што ќе биде на некој начин корисен, предупредувачки, чисто да
знаејќи ги последиците кои има, не да се плашиме нив, него да биде механизам кој ќе укажува да се избегнат овие некои несакани појави. Сега тоа е теорија. Но во пракса, што велат статистиките? Во пракса, нашите статистики ние имаме посебен центар аналитички во Министерството за внатрешни работи, кој секојдневно, уредно и ажурно ги собира податоците, истите ги одработува во сите сфери согласно нашите надлежности. Сега ќе се осврнам само на делот во сообраќајот, значи работиме, вршиме анализи врз основа на тие статистички податоци, тие анализи претходно научно-методолошки ги обработуваат податоците, истите се класифицираат, преку нив ги препознаваме појавните и поидовните облици на загрозување во сообраќајот, врз нив последователно ги баждареме и определуваме приоритетите за постапување и така натака. Статистичките податоци во ќе кажам жаргонски темни бројки, не во последно време, него во период неколку години назад, дека така согласно временска динамика, нашите анализи се прават на подолгорочни периоди, например за 10 години назад, да не во обременувам со конкретни бројки, по повеќе категории, ќе кажам општо најважните бројки. Во просек, на патиштата во Република Македонија на годишно ниво се случуваат околу 8300 сообраќајни незгоди. Значи, тоа е аритметички просек. За сите 10 години податоците собрани и поделено со бројот на годините за кои ги обработуваме. Значи, излегува дека се случуваат 8300 сообраќајни незгоди. Во нешто помалку од половината, значи околу 3900 сообраќајни незгоди, се така наречени со потешки последици. Тоа подразбира повредени лица, тешко повредени лица и, за жал, сообраќајни несреќи во кои се губат и човечки животи. Значи, во тие 3900 сообраќајни незгоди, еден добар процент од нив, 2 до 3, викам добар, иако не изгледа малку, се сообраќајни незгоди со тешки последици смрт. За последната година, само ќе кажам еден алармантен податок, на патиштата во Република Македонија во 2016 година се случиле 150 такви сообраќајни незгоди, во кои, за жал, животот го загубија 165 лица. Алармантен податок и загрижувачки. И овде може да му најдеме местот за поимот страв, дека стварно треба да размислиме да го сузбиеме. Колку што ви разбрав, бидејќи потенцирав минатата година, тоа значи дека е во некој нагорен тренд во однос на претходните години? Па зборев во некој аритметички просек. Ако споредиме Дали се влошува работата или се подобрува? Ако споредиме со претходната 2015 година, кога имавме 138 жртви во сообраќајни незгоди по параметарот, по категоријата жртви, значи имаме наголем тренд. Да. Али ако земеме аритметичкиот просек, испаѓа дека во просек годишно на патиштата во Македонија гинат 160 лица во тој аритметички просек. Значи, отприлика, тука држиме некој континуитет, една константна, али, последната година кажува така, други 2 години не може да се обработуваат податоците за краток интервал време. Се влошува? Можам да кажам дека сме во некој аритметички просек, кој е константен, и ако се споредиме со земјите членки на Европската унија, дури тој просек е, ако можам да речем, позадоволителен од просекот на Европската унија. Али тоа е далеку да се каже зборот задоволителен. Тие податоци се поразителни за нас, алармантни се и секако треба да преземеме мерки за надминување на овие појави. Едно време знам дека беа доста актуелни оние мерки што беа за така наречено смирување на сообраќајот, така? Да. Вродија ли со плод? Како да се смират лудиве возачи? Тоа ми е мојавет. Да. Постојат два основни концепти за ова. Првиот е, така го и почнавме разговорот, со едукација. Значи, кампањи од позитивни кампањи, како што е вклучително ова тековната сега, јас внимавам. Тоа е кампањата за која што сушност се дојдени да ја најавите, така, да. Да етапно да влеземе таму. Значи, јас внимавам заедно во соработка, значи МВР треба и со неколку училишта, така, меѓу кои што и училишта, да, вклучително училиштето Гоце Делчев од центар, како на некој начин еве центар околу овие дешавки, носител на тие активности во делот на институцијата образование. Да се вратам на прашањето. Пристапот треба да е пред се воспитно-едукативен и тоа подразбира да го носат повеќе чинители, почнувајќи од семејството како микрокелија на
општественото организирање и живење, средината, значи категорија од најмлада возраст, од децата, па како идат постари деца, малолетници до андрагошки пристап, директорката ќе знае подобро да каже, андрагошкиот пристап е за едукација или приод педагошки за возрастните и до таа трета доба. Значи едукација и воспитување пред се, кампањи вакви позитивни, постојано укажување, алармирање на опасностите, форми на општествено делување кои ќе даваат резултат во насока на подигање на општествените вредности, вклучително на вредностите во сообраќајот. Мислам етички вредности, особено меѓусебната толеранција на учесниците во сообраќајот. Како во секој сегмент, така и за сообраќај. Значи еден континуитет и после ова формалното образование, зашто не знам како е сега во Министерството за образование и наука, али и да се стави како научна содржина да има предмет од областа на сообраќајот. Да. Значи да не е само инцидентно кампањи кога ќе се одржува, туку да биде предмет да се Имаат учениците значи според програмата за наставната програма што е национална, има содржини каде што се изучува сообраќајна култура. Тоа го прават и од прво до пето оделение наставниците, меѓутоа имат и предмет по техничко образование каде што особено таа содржина е посебна и се издвојува. Јас би сакала да кажам во контекст на она што кажа и инспекторот дека едукацијата е најважна. Значи, ако било што сакаме да спречиме, да развиеме, да направиме да имаме некакви поголеми знања и да развиваме свест, тоа треба да се прави уште од најрана возраст. Значи, родителите се оние првите, што велам јас, учители дома, што на своето дете не само што ќе му зборуваат како треба, туку тие сами, ако се и се учесници во сообраќајот, дали како управувачи за моторно возило, дали како пешаци, или дури како наблюдувачи, додека го носат до училиштето, зашто многумина и доаѓаат пешки до училиштето, дури, таквата едукација е потребна и неопходна секојдневно да се прави. Но знаете што ме интересира? Сега оваа кампања, конкретно оваа јас внимавам, значи наменета еве за деца од школска возраст, кои што не се возачи, така? Што значи тие не се опасните возачи, туку тоа се жртвите. Да. Нели според статистикиве 96% од причините за сообраќајките се возачите, само 4% се пешаците. Дали токму треба да се апелира на таа категорија кои што се жртвите или пак на овие кои што знаете што јас решиле адреналинот на тој начин да се го подхрануваат? Значи, благодарение на оваа кампања која што Министерството за внатрешни работи, нели, заедно во соработка со ОКТА како донација на едукативно помагало, јас тоа го викам едукативно помагало, бидејќи се работи за еден полигон кој што е голем 10 метри и може да симулира реална ситуација со знаци сообраќајни, каде што на децата заедно со своите наставници би можеле да ги симулираат реалните предпоставени опасности кај децата и што се треба да се направи. Значи, ние како училиште го добивме први тој полигон, кој што го имаме во наша собственост, после тоа доби и Песталоци, меѓутоа кај нас почна да се тоа прво се примени. Значи имаме можност што да направиме. Ние како училиште сега го поседуваме тоа. Тоа не е алатка. Значи тоа е алатка на наставниците. Значи не мора да е само наставникот што предава техничко образование, туку може било кој наставник во соработка со деца, бидејќи ми имаме вештини на живење како предмет каде што се учат сигурно и како и на кој начин да бидеш безбеден, освен на улица и на интернет и така натаму. Значи сега зависи колку наставникот ќе биде креативен да го искористи тоа помагало, за да можат на лице место децата да си поставуваат дали прашања, квиз ќе одговараат, ќе пишуваат дури и песни. Значи широка е палетата на креативност која што може да се потигне. Како реагираат децата? Па знаете што ние сега сообраќајните знаци се на пола висина, да речеме, на возрастен човек, тоа се навистина големи оригинални сообраќајни знаци, сме си ги поставили низ коридорите. Тие служат како нагледни средства. Ги користат наставниците за времето на своите часови кога работат. Меѓутоа и реагираат многу интересно. Тие сакаат се што се однесува и се учи надвор од училница, предизвикува многу поголем интерес. И таквото знаење кога ќе се стекне, нели, по пат на игра, на забава, на песни, каде што тие нормално ќе треба да стекнат знаење кои што ќе го применат, е многу позабавно и многу повеќе се памети. За цел живот ќе се памети. И ние сме навистина благодарни и на ОКТА, и на Министерството, секако кое што го возможија сето ова да го имаме во функција на практична примена.
Што друго опфаќа кампањата, освен полигонов, еве што го донирате на училиштата? Имаше боенки, така беше крајче, имаше боенки едукативни исто кои што им беа доделени на децата и тие си ги користат исто за време на настава со содржини кои што им се соодветни и така и учат истовремено. Друго, имаше и театарска представа, децата симулира пешаци или во дадена ситуација, како би се снашле. Нашата работа како училиште и како образовна институција е токму тоа. Да им даде на децата можност да размислуваат и да ги предвидуваат опасните ситуации кои што можат да им наштетат не само на нив лично, на нивните другарчиња, на семејството, значи една поширока свест да некого со моето невнимание му предизвикам некаква штета. За жал тука сме, се согласувам иска со терминот за возачите кои што најверојатно не знам од која причина гледаме секојдневно, значи нетолеранцијата е број 1, можеби ние како народ сме нетолерантни, а треба да учиме и треба да ги учиме децата, затоа што не сме учесници ниту во собраќајот, ниту било каде кај што се движиме, не сме ние единствени. Туку околу нас има многу и од нашето однесување зависи како и другите ќе се однесуваат, а за тоа ни е потребна многу и толеранцијата. Не сме сами на светот. Да, во суштина, сюжетот на оваа кампања е да децата преку едукација и стекнување некои одредени вештини со користење на ова помагало полигонот, преку игра и забава, се запознаат со основите на сообраќајните правила и прописи и сообраќајните знаци, преку тоа да стекнат и некои вештини, пред се да градат самосвест и на некој начин да изградат сенс да ги препознаат ризиците кои демнеат на нив во сообраќајот и да изградат некој обрабен механизам за тие ризици во право време, да знаат правилно да реагираат пред тоа со внимавање и така. Не да се плашат во сообраќајот, него да знаат како безбедно да учествуваат во сообраќај. Колку што разбрав, коригирате ме ако е грешка, подолгорочна ќе биде кампања, затоа што најавувате секој месец друга тема, така? А јас мислам господин Трајче тука повеќе. Кои се темите? Да. Кампањата е определена на период од една година. Има 12 подпериоди, значи секој месец се разработува по едно или две сообраќајни правила, тематски кои се определени, содржински и усогласени и типизирани спрема целната група и еве сега не ги знам да ги наредам некој од нив, да. Али во главном се така со тематика што е од суштинско значење за децата, па и за возачите, бидејќи како безбедно да поминат преку улица коловоз, на кое место, сигнализацијата, семафорите особено, сообраќајните знаци. Кога се возат во автомобил, тоа е заедничко за возачите, бидејќи нема некоја резка граница меѓу категориите учесници во сообраќајот. Правилата и прописите се исти за сите, без разлика дали се возачи, пешаци, велосипедисти, мотоциклисти или како и да се. Еве децата кога се превезуваат во автомобил, се со возачи и користењето за заштитниот појас или детско седиште, ако се помали, е обврска на возрастните родители од возачот, како што е старател, да. Несеканите ризици и опасности не бираат каде и како ќе удрат, да речем уставно. Затоа тие се некои основи на сообраќајните правила и прописи кои се суштинско или есенцијално значење за безбедноста на учесниците во сообраќајот, во конкретниот случај акцентот е ставен на учениците, децата. Јас внимавам, уште не заподсетиме насловот на кампањата. Во продолжение ќе ни бидат гости и децата од Драмското студио што ќе изведат представата со истиот наслов. Рековме во почеток, иначе кампањата ќе трае. Пред да ги видиме дечињата, што порака вие би упатиле кон гледачите? Па јас еве како, да речем, прв човек на образовна институција, сакам да кажем и да апелирам и да замолам до родителите на вистина да колку што е можно од најрана возраст ги едуцираат, ги воспитуваат своите деца да умеат и да знаат како прво сами со себе да се грижат. За жал, мислам дека многу сме оптеретени со преголема љубов кон сопствените деца. Јас гледам и баби и дедовци кога доаѓаат. Детето од
трето, четврто деление само седи, бабата го облекува, го соблекува, тој само, значи, ако така се однесуваме и детето нема да биде способно да излезе на улица. Значи мора да ги подготвиме за живот. Ние нема да бидеме секогаш тука и точно да знаат дека треба да бидат подготвени за живот, да знаат како да се однесуваат, а особено да внимаваат на својата безбедност, да знаат со кого комуницираат, каде треба да преминат улица и така натаму. Значи бараме соработка и нивното првично знаење, потоа нас ни помага многу полесно да го надоградиме кога ќе дојдат како ученици во основно образование. Инспекторе, повелете вашите завршни зборови? Јас би ги замолил граѓаните, вашите гледачи, да ни помогнат на нас сообраќајната полиција во напредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Тоа ќе го направат на начин што ќе ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, ќе ги почитуваат останатите учесници во сообраќајот, ќе се почитуваат себе си, ќе покажат поголема толеранција кон другите, трпеливост и да им посекам здравје, а на нас еве помошта нека биде ние да имаме помалку работа, помалку да санкционираме и скоро воопшто да не правиме обиди на сообраќајни незгоди. Ви благодарам многу и на 20 на гостувањето. Благодарам.